Добро вечер, почитувани гледачи. Добро дојдете во уште една епизода од подкастот Одиме рурално, кој што се емитира на каналот на Лак Плачковица, кој е дел од проектот Од фарма до Вилјушка, кој го спроведува мрежата за рурален развој со финансиска поддршка од Европската унија. Знаете, како и претходните емисии, секојаш имаме соговорници кои што работат во полето на руралниот развој и на локалниот развој на заедниците, како и во производството на храна и земјоделски производи. Со нас оваа вечер е Снежана Панчева, која што е пчелар, живее во рурална средина, еден од организаторите на фолклоријадата во село Смилјанци, член на женската фолклорна група Радовишанки етно и активист во граѓанскиот сектор во многу области, посебно кога станува збор на теми поврзани со руралниот развој и локални иницијативи во руралните средини. Мед од багрем или шумски мед? Шумски. Село или град? Село. Традиција или иновација? Традиција. Кој е најубавиот момент во пчеларството? Медобер. Една реченица што го опишува Смилјанци. Рај на душата. Една работа што луѓето не ја знаат за пчеларите. Дека се многу вредни, издржливи и оптимисти. Колку пати те боцнале пчели оваа сезона? Тоа не се броje, ниту се знае. Снежана, добро вечер. Добро вечер. Ви благодарам на поканата и благодарам на оваа прекрасна најава, обемна, за представа на една жена колку многу е вклучена во активностите. Како што спомнавме во најавата, вие сте пчелар, ама и председател на Сдруженијето на пчелари, Радовишка пчела, организатор на фолклоријада во село Смилјанци, членка на фолклорна женска група Радовишанки етно. Како се комбинира пчеларството, одгледување пчели, фолклорот и традицијата? Еве, кај мене лично фолклорот и пчеларството не беа избор, туку наследна традиција. Фолклорот го имам наследено од страната на мајка ми, која потекнува од село Габревци, која се води во едно активно село во кое се негувала традицијата на фолклорот, полскиот дел од фолклорот, а додека пчеларството го наследив од страната на татко ми, кој потекнува од село Смилјанци. Да, меѓутоа, ви го наследивте и го доживеав, мислам, сепак го преземавте како личен, собствен, фамилиарен, дали да чеме бизнес, ето тоа. Да, кај нас, еве, нашиот пчеларник Смилјански мед е еден семеен бизнис, мал семеен бизнис, како хоби. И тука е вклучена една тимска работа, каде што се пред се вклучени моите родители, брат ми со фамилијата и јас со мојата фамилија. Колку време трае тоа пчеларство, баш ме интересира? Колку генерации? Мислам, ајде не генерации, него колку години се бавите со пчеларство? Татко ми се има занимавано уште многу порано, дури во времето кога пчеларството било на еден рурален баш начин, со трмки. А сега пчеларникот Смилјански мед обстојува 10 години, веќе 11-та поред. Вие, кој што го водите. Што значи да се биде модерен пчелар во рурална средина кој што е Смилјанци? Тоа е еден навистина голем предизвик за денешницата. Имаме многу новитети во пчеларството, но сепак мислам, еве, кај нас конкретно гледаме да се задржи и руралниот дел, руралниот начин на пчеларење, но некаде се навистина неопходни да се применат и некои урбани начини на пчеларење.
Кои се најголеми предизвици? Има ли проблеми со производството на пчелари? Знам дека има проблеми, че не може да нема проблеми. Него кои се најтешките предизвици со кои се случувате? Еве, најнапред сега пред се климатските промени влијаат многу на пчелите. Потоа имаме, значи тука е поврзано пашата, значи недостиг на паша за пчелите, па ги имаме болестите кај пчелите, така да пчеларот мора во исто време да прати се за да може да обстојува пчеларникот. Така да сакаме да кажеме дека иако Смилјанци на некоја надморска висина од 800 метри, сепак да речеме климатските промени и така кои имат влијание, посебно што кажеш со пашата или суша, период на суша, влажен период кај што нема опрашување па не може да соберат доволно храна. Кај нас, конкретно во Смилјанци, јас сум задоволна како оде до сега, пред се една убава чиста околина, но се случува периодот баш кога треба најмногу полен на пчелите, може да е во мало изобилие тогаш. Може ли да се живее од пчеларство? Ние не сме професионални пчелари, значи кај нас е повеќе како мал семен бизнис или хоби, но дополнително. Има колеги во Македонија каде што на вистина се професионални пчелари и мислам дека има многу работа, многу труд, но сепак се обстојува. Добро, што представува пчеларството за тебе? За мене лично пчеларството е љубов. Значи пред се љубов кон природата. За да се биде пчелар, пред се треба да се има трпение, љубовта кон пчелите, кон природата. Барат ли време да посветат во тоа? Барат. Си има одредена сезона каде што мора да се биде редовно присутен. Но еве да речам дека секој пчелар кој ќе ја отвори кошницата, тоа за него значи една нова лекција. Значи ја прати, ја следи работата на пчелите. Многу мина, знаеш, јас ќе разговарам посебно со пчеларство и ќе ми кажат, добро, само колку пчели пчувате? Една пчела? Да, кој ќе му кажеш една пчела? И они имат представа дека тоа станува само збор за една, нели, единица на пчела, а уствари станува збор за пчелно семејство. И тоа е систем. За гледачите кои што не се запознаени, да ги запознаени дека тоа представува еден не комплексен, него сложен систем кој што внатре функционира слично како на човечкиот организам. Се си има хиерархија. Апсолутно. Јас тука ќе се надоврзам со еден пример кој секогаш го спомнувам. Луѓето, еве ние баш треба да учиме од пчелите. Пчелите се таков пример за заедничко работење и успех. Например, кога пчеларот ќе ја отвори кошницата и ќе види рој пчели, секоја работи се труде да си ја постигне својата цел. Пчелата не гледа, кој ме отвори мене, кој дојде, што бара од мене, што ми носи. Таа не гледа, не регистрира. Таа си има цел, задача, да си ја заврши нејната задача и секој си знае. Тоа е таков систем, секој си има одредена задача за да постигне, да се направи таа еден производ пчелски. Супер. Да се навратиме што конкретно, какви пчеларски производи, мислам какви производи можеме да очекуваме нели од пчеларско семејство? Пчеларски производи има многу, најте кај нас ние моментално го имаме медот, кој е шумски планински мед во Смилјанци, имаме прополис, суров и во течна состојба, но тука можам да се надоврзам дека во Општина Радовиш, како што има и многу пчелари, има доста различни производи. Има и матичен млеч, полен, перга. Кои што можат најдат? Да се најдат. Каде ги пласирате вашите производи? Ние лично кај нас имаме редовни клиенти кои не знаат, кои не барат и од дома купуваат. Но може да се случи да излеземе и на штанд, на манифестација да се продава. И да направите промоција, па и да вршите продажа. Меѓутоа си имате постојани муштери кои што се традиционални, да не речем, кои што ги купуваат вашите производи. Еве јас тука би сакала и да се надоврзам, тоа ќе биде и бидејќи го спомнавме и
нашето здружение Радовишка пчела, во име и на здружението, како пчелари за општина Радовиш, би сакала да спомнам до гледачите, до граѓаните, кои имаме моментално ситуација дека што може многу луѓе не се запознаени кои пчелни производи постојат или како да го одберат вистинскиот мед. Ние секогаш кажуваме дека пред се најдобро е да мед се купува од познат пчелар. Или ние имаме мото матичен пчелар. Како значи матичен лекар и секој да си има матичен пчелар, со тоа значи дека пред се треба да го познаваш пчеларот, дека поседува пчелни семејства и знаеш дека тој медот го вади од пчелните кошници. Не преработен или било се друго натаму. За жал, во денешно време се соочуваме со доста фалсификуван мед на пазарот, штета на граѓаните, нормално со поевтина цена, но со сето тоа не се добива апсолутно не се добиват никакви здравствени придобивки од медот. Тука е само еден производ кој што е полн со шеќер, да речеме. Да, дури и штетни влијание, да. Па добро, баш и тоа ми беше насоката. Која е улогата на вашето здружение? Што сакате да постигнете со здружението Радовишка пчела? Нели малку начавме. Прво е едукација на населението, едукација меѓу самите вас, предпоставувам, како пчелари, размена на искуства. Да. Кога е формирано здружението? Нашето здружение е формирано на 21 февруари 2024. Што значи за некој ден ќе имаме и 2 години од постоењето на здружението. Во Радовиш постоеле пчеларски здруженија порано, но во овој период некако немаше активно здружение, па има и доста млади и искусни пчелари во Радовиш, па така и одлучивме да го формираме со цел да пчеларите од Радовиш имат еден круг заеднички да се собират, да се споделуваат информации, да се едуцират. Јас тука морам да кажам, да назначам дека од самиот почеток на нашето здружение ние го имаме пчеларското здружение Пчела од Куманово, кој е еден наш ментор за како кој следиме примери, тоа е успешно здружение. Следиме нивната работа, соработуваме и сега имаме и 2 години од постоењето. Каков интерес кај младите ме интересира? Имат ли младите интерес за да станат пчелари? Или треба малку време да помине за да може некој да создае таа љубов, таа врска према пчеларството? Тоа мислам дека треба. Имаме во нашето здружение, баш имаме и еден најмлад член пчелар, кој сам си пчелари. Но за да почне некој, јас мислам дека првично треба да биде некаде, да гледа како оди пчеларството, за да му се вроди таа љубов. Ние баш сега и оваа година имаме една многу добра програма која сакаме да ја активираме во Радовиш, например со средното училиште, гимназијата Коста Сусинов, каде што ние ќе презентираме пчеларство на средношколци кои веќе се во момент на одлучување за нивната иднина. Може би кај некој ќе вродиме и желба да започне со пчеларство. Тоа е интересно. Интересно, мислам дека треба младите. Тука да се надоврзам, минатата година имавме исти такви проекти. Имавме проект преку општина Радовиш, каде што беше вклучено едукација за пчеларството, со посета на основните училишта во Радовиш, и потоа имавме едукација и посета на терен, каде што ученици ги носевме на пчеларник, облечени на лице место, облечени во пчеларски одела, да го видат пчеларството. Тоа беше толку многу интересно. Децата, учениците беа толку возбудени како јас сум меѓу пчелите, но тие ништо не ми можат. Обично постои тој страв кај сите да не ме боцне пчелата. И оваа година исто продолжуваме со тие едукации. Ја користам приликата и да се заблагодарам на општина Радовиш за одобрување на нашиот проект, каде што набавивме
пчеларски одела, да може и учениците, и возрастни, дали туристи или било како во Радовиш, се користат тие пчеларски одела за посета на пчеларник. Интересно. Го спомнавте туристи зборот. Има ли пчеларството потенцијал за туризам? Апсолутно, апсолутно дека има, но ете сето тоа подлежи на проекти кои треба да се прават во иднина. Дел од нашите членови бевме на една обука баш за таа тема. Тука може многу да се работи, значи туристи каде што би дошле на лице место на пчеларник да ја видат целодневната работа како се доаѓа до производот мед. Да. Значи кога тој турист ќе биде облечен во пчеларско одело, заштитен, ќе може да се движи целосно, да ја гледа целата процедура. Имаме многу убави пчеларници во целата околина Радовиш и Радовишко кои можат да влезат со посета на сите различни, тоа различни начини на пчеларење, така да има и такви планови. Па нели, покрај да го видат процесот, па и да дегустираат нели природен мед на лице место тоа да го пробат. Да. Значи сепак има потенцијал. Тоа е мислам и најубавиот дел од пчеларството, денот кога се вади мед, кога се проба лично директно мед. Како ја оценувате поддршката од институциите за пчеларството? Ајде прво околу здруженијето, се уште сме со здруженијето. За нас како ново младо здружение беше добра година 2025 со тоа што аплициравме за проект преку општина Радовиш, беше одобрен, ги набавивме потребните средства и веќе работиме со тоа, така да за здруженијето беше една добра успешна година. За пчеларите за жал не се задоволни од начинот на кој државата дава поддршка. Еве дури оваа година со новите мерки дури има скратување на субвенциите во однос до претходната година беше да секој пчелар кој има 10 пчелни семејства може да аплицира за субвенции, а сега веќе дури е тоа да има најмалку 30, а со тоа се прави проблем кај помалите одгледувачи на пчели. Значи не секој може да има одма право 30 пчели. И сега, иако се тоа мала сума, но сепак е помош. Сепак сметате дека тоа не е стимулирачко, туку може да биде демотивиращо. Може, дури и, еве, јас знам колеги во цела Македонија каде што имат големи количини на мед кои што им стои непродаден. Значи, пласманот и пазарот на мед е како проблем во Македонија. Така, мора да се бара негаде на странство. Сигурен пласман, да, или по маркетите на место овој фалсификуваниот, нека се откупува нашиот мед, природен произведен. Нели, ќе треба малку повеќе маркетинг, соработка и па да се уведат и конзументите, да речеме овие трговските ланци да се вклучат во самата поддршка. Со соработката со другите пчеларски здруженија ме интересира, како ви оди? Како што спомнав, да. На домашно ниво, аме и на меѓународно ниво. Како што спомнав, ние од самиот почеток соработуваме многу добро со пчеларското здружение Пчела Куманово, кои се наши ментори. Ја имаме целосната поддршка од кај нив, но соработуваме и со едно од најголемите здруженија во Македонија, Матица од Скопје. Со другите здруженија исто активни, ние имаме семинари, па имаме предавања каде што се среќаваме, па споделуваме или имаме соработка помеѓу здруженијата со предавачи кои одат во здруженијата за предавање. Така да соработката е многу добра на ниво, дури сега ете можам да промотивно да кажам дека ние сега на 21 февруари, кога е и нашиот втор роден ден, ќе имаме делегација од Здруженијето Пчела Куманово, ќе дојдат за да подпишеме меморандум за соработка. Со тоа имаме и Здруженијето Матица Скопје и Пчеларското здружение Братство од Прилеп. Овие 4 здруженија, вкупно 110 пчелари, одат на едукативна посета во Словенија, тоест на 12 март, и го имаме вклучено саемот во Целје.
Значи тоа е една стварно навистина голем настан за пчеларите, импозантна бројка, 110 пчелари да заминат од Македонија во Словенија и е баш во позитивна насока за пчеларството. Па да размена на искуства, Апсолутно, апсолутно. Знања, па и нели па да го представиме и нашиот мед како квалитетен. Плюс еве да спомнам дека во Словенија е и седиштето на Сојузот на пчелари, Европскиот сојуз за пчеларство, така да ќе ја искористиме таа прилика да имаме посета и таму. Ајде ако сега на друга тема ќе начнеме, околу руралниот туризам или да речеме поврзан со вашето место на живење, да речеме во Смиланци и руралниот туризам, покрито пчеларството. Како да оценувате потенцијалот на такво планинско село како што е Смиланци? Сакам да зборам за Смиланци. Го оценувате животот, потенцијалот за туризам, потенцијалот за живот таму во Смиланци. Може ли малку на таа тема да го зборуваме? Да, јас пак ќе кажам, јас се гордеам што имаме те потекло, корени од Смиланци. Јас уживам едноставно во секоја посета во Смиланци, покри тоа што си ги имаме работните обврски, но и самото присуство тамо е една убава позитива за нас, барем во денешницата како што сме сите со обврски. Како што спомнав, вие сте еден од организаторите на фолклоријада во Смиланци. Колку време се организира таа манифестација? И што значи тоа за Смиланци? Манифестацијата фолклоријада во Смиланци, морам да напоменам тука дека првично започна на иницијатива на фолклорниот ансамбл Китка Одоровица со Димче Петров. Мислам дека првата година беа ветерани посетата и веќе наредната година беше со учество на играорци од различни друштва и дури имаше и надвор, значи надвор од Македонија. Фолклоријадата се одржува по повод верскиот празник Митровден во Смиланци и секогаш се движи околу викендот околу Митровден. И еве јас кога и да на секоја година кога почнува фолклоријадата ја најавувам денес Смиланци се радува со сите присутни. Со сите гости. Тука баш се погодува таа една прекрасна есенска идила, различни бои во шумата, а играорците дечиња во прекрасни носи, разнобојни, шаренила за рај за душа и за очи. Па мислам дека ретко може да се таква некоја традиција во барем Радовишко тука некаде, освен ако земеме да речем галичката свадба која ќе организира во Маурово, ова мислам дека е интересна традиција и секоја година зборојот на не само на учесници, туку и на посетители на локацијата на самото село се зголемува. Да, има интерес и со тоа знам дека многу луѓе ми имат кажано еве причина да дојдам да го видам Смиланци или има многу слушано за Смиланци, не сум била, еве сега ќе дојдам и мислам дека повеќето се со едни убави позитивни спомени од Смиланци. Можат ли една таква манифестација да го подобра економскиот развој да речеме на тоа село? Или развој у смисла на туризм? Или колку имат локалците нешто придонесо од тоа, од таквата манифестација, локалните жители? Би можело многу нешта, но ете за жал тука морам да спомнам дека и самиот пат за да се стигне до Смиланци е во малку не добра состојба, пристапност, така да мислам дека тоа остане еден дел таму неасфалтиран кој што е земен пат. За жал да, и тука најмногу застануваат многу нешта. И тука да речеме е потенцијалот се доведе во прашање, бидејќи претпоставам дека ако таа инфраструктура е направена локалниот пат, мислам дека многу повеќе гости ќе го посетуваат Смиланци, ќе може многу повеќе да приме и да прикаже на себе. За сега има многу гости, јас можам да кажам ете Смиланци исто и
имаме прослава на 2 август за верскиот празник Илинден, каде што на вистина се собираат голем број на луѓе и селеници од Смилјанци кои се враќаат тој ден. Има доста посетеност. Јас памтам на времето имаше луѓе, значи буквално со шатори поставени по ливадите, каде што се престојуваше таа една прекрасна таа позитива, тие придобивки од природата да се доживеат, да се ужива во, знаеме колку е битно престојот во природата, шумата, таа природна изворска вода што ја има тамо, природни производи што се добиваат од Смилјанци, имаме и компир, и граф, јабуки. Сметате ли дека сливи. не е доволно баш промовирано Смилјанци како можност баш за алтернативните форми на туризам? Би можело да биде уште многу повеќе. Што би требало да се направи? Според вас, што може да се направи за да направиме поголема промоција, за да може да привлече поголем број на туристи и да посетители, што би требало да се направи? Ваши размислувања. Дали има доволно сместителички капацитети во Смилјанци? Например, доколку некој сака да дојде, да пренуки тамо, има ли можности за тоа? На професионален начин нема се уште, но ете како било кој гост, турист да дојде да се најави, сепак се може да се најде престо индивидуално, да. Еве, например, јас лично ги имам моите родители таму кои престојуват од март месец до ноември, така да било кој да отиде може да има место каде да седне, да се одмори, да руча, да пие кафе или да преноки. Но во помал број некако, не масовен број или да биде како туристичка атракција направено. Туку класичен, алтернативен, планински, модерен, ајде да речеме културен, па и селски туризам кој што може да го понуди Смилјанци. Председател на Сдружение, организирате манифестација на оваа фолклоријада. Членка сте на женската фолклорна група Радовишенки етно. Што ја мотивира? Како жена која што живее во рурална средина. Да, значи покрај сите секојдневни активности е убаво да на крајот има човек едно хоби кое ќе го исполнува. Членувањето во женската фолклорна група Радовишенки етно е баш лек за душа, што би рекла јас. Јас сум активна 4 години таму, веќе 5-та поред. Има за сега, мислам дека се над 40 членки, значи жени од секоја различна возраст. Пред се мора да се има љубовта кон фолклорот, за да се вклопи во тоа, но сето тоа што го тамо доживуваме е нешто што не одржува и што ни дава волја за да продолжиме. Доста, мислам дека 4-15 години обстојува оваа група, има доста настапи, концерти, успешни награди, апсолутно да. Така да многу господи, дами се имат пронајдено со членувањето во оваа група. И негувањето на фолклорот. Да. Добро, што би им препорачале еве на руралните жени, односно жените кои што живеат во руралните места, да речеме во селата, во малите населени места? Што би им препорачале? Јас лично би рекла дека жената е столбот на руралниот развој. Тие организираат, тие поврзуваат. Живеењето во рурално село не е заостанато, туку има голем, огромен потенцијал. Да не чекат некој друг да им создава можности. Секој може да почне можност. Со секој почеток денес, мала промена може да стане голема промена утре. Како, например, пак ќе се поврзам со пчеларството, од една кошница може да настане голем број цела заедница. И да се направи успех, да се размножи таа заедница. Снежана, ви благодарам на вашето време и на вашето присуство. Се надам дека сте задоволни, дека имавме успешна дискусија и дека
во некоја друга прилика пак и не гостувате во нашата... Благодарам се, надевам дека успеавме да пренесеме на гледачите дел и за културата, и за фолклорот и пчеларството во Смилјанци. Почитувани гледачи, ова беше петата епизода од подкастот Одиме рурално. Имавме можност да разговараме за пчеларството како занает, како уметност да речеме, или како стопанска гранка. И како што кажа нашиот соговорник, од една кошница може да настане цела заедница и да го поттикне развојот на заедницата. Така да речеме, да ги искористиме моделот на пчеларството, баш за да ги направиме промените во нашата заедница. Ви благодарам за вашето гледање. Се гледаме во наредните емисии. Пријатна вечер.